Општина Прилеп со доаѓање на новата локална гарнитура и градоначалникот Илија Јовановски во изминатите 10 месеци интензивно работи на отстранување на пречките и наследените колку финансиски, толку и технички проблеми од претходната власт. И покрај тоа тече процесот на инвестирање во сите сфери. Образованието како значаен сегмент е финансирано и со општински пари. Од општинскиот буџет за реконструкција и санација на училишните објекти се одвоени 20,6 милиони денари. Од нив 6 милиони денари се наменети за средните, а 14 милиони и 600 илјади денари за основните училишта. Во изминатите 10 месеци вложено е во основното училиште Добре Јовановски Прилеп, изградба на просторија за деца со посебни образовни потреби, реконструкција на магазинските простории, на санитарните јазли, пренамена на малата спортска сала во училница, за што се обезбедени 1 милион и 70 илјади денари од општина Прилеп, набавка на училиштен инвентар, вложени 300 илјади денари од општинската каса, набавка на лаптоп компјутери за потребите на администрацијата и стручните служби, во вредност од 59.000 денари, средства од општинскиот буџет. Во основното училиште Гоце Делчев во тек е реконструкција на тоалетите, за што се одвоени 50.000 евра општински пари. Во гимназијата Мирче Ацев санација на санитарните јазли, инвестиција од 1 милион и 500 илјади денари општински средства. Во средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу, реконструкција на внатрешната столарија, проект вреден 547.000 денари. Освен овие реализирани се и бројни други инвестиции во училиштата. Така, со донација на Филип Морис во висина од 80.000 долари се реконструираат 4 училници со инвентар и санација на санитарните јазли во средното општинско училиште Ристе Скиричко. Со донација од амбасадата на Јапонија во основното училиште Добре Јовановски во висина од 3 милиони 27.000 и 543 денари се врши промена на алуминиумската со ПВЦ дограма. Што се однесува до училиштето во населбата Сточен пазар, на што се однесуваше вчерашната пресконференција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од општина Прилеп, информираат дека во училиштето нема пристапен пат, а е изградено во ливада, на 50 метри од речен канал, поголем ризик за ученици нема. Нема водовод, одвод, нема струја. Просторот не е ограден. Проектот е целосно сгрешен. Штетен колку за општината, толку и за граѓаните. Не ги исполнува елементарните прописи за изградба на училиште. Објектот затоа не е предаден од изведувачот. За овој објект, кој што практично освен за магазински простор, според стручњаците тешко дека нешто друго би можело да се користи, екс-власта на ВМРО ДПМН со екс-градоначалникот Маријан Ристески треба да понесат одговорност. Затоа навистина стануваат безсмислени пресконференциите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Прилеп. Јасно е и многу разбирливо дека не може да се изборат за политичко место кај електоратот. Но со ваквите празни настапи само придонесува за намалување на својот рейтинг, се вели во писмената реакција на општина Прилеп.